На 1400 метри надморска висина на Беровското бачило Клепало, светски познати етномузичари ја учеа македонската изворна музика. Меѓу 40-тината уметници од Англија, САД, Канада, Холандија и од Хаваите, учесници на традиционалниот фолклорен бисерен семинар, по четврти пат овде се враќа и Дейвид од САД. За него македонската музика е музиката за душа. Многу сакам македонска музика и да пеам и некогаш свирам кава, свирам со луѓите и во Village Harmony пееме македонски песни. Најмладиот учесник на семинарот е Лекси. Таа е прв пат во Македонија. Овде е преубаво, прекрасна природа, мал град, прекрасна шума. Сето тоа е волшебно. Многу ми се допаѓа македонската музика, преубава е, особено орнаментите и стилот. Македонската изворна песна не е лесна, но звучи преубаво, велат учесниците на семинарот, кои под будното око на доаенот на македонската изворна песна Биданка Георгиева и на кореографот Зенил Реджепов Стручни го учеа македонскиот фолклор. Ние ги сакаме македонските песни, затоа сме овде, да ги научиме. Ова ми е втора посета овде и преубаво е што се видов со пријателите. Би сакал овде да дојдам и по трет пат. Изворната музика е предизвик за етномузичарите. Изворната песна нема веќе пејачи што ја пеат. Мислам дека од оваа генерација сум јас последна што ја пеам, ама нема да оставам. Ниту таме не ќе ме остане, ниту јас ќе ја оставам, бидејќи има интересанти од надвор. Значи, од цел свет ја сакаат нашава на изворна музика. Бисерниот семинар на фолклорот, чија цел е промоција на изворниот фолклор во светот, се одржува по 10-ти пат во Малешевијата. Претежно се повеќето од нив целиот живот го посветуваат на балканската музика, а посебно на македонската. И тие се дојдени овде нешто да научат и тоа знање да го предадат понатаму на своите студенти онаму каде што припаѓаат. Она што го научиле во Малешевијата, овие светски уметници ќе го покажат на концерти кои ќе се организираат во Будинарци, во Ратево и во Дојран.